Добро вечер и добро дојдовте во вечерашното издание на магазинот Вечерва со Слободан Томич. Интересна содржина, интересна соговорничка која ќе го задржи вашето внимание. Што направивме и што требите да правиме за однапред за Македонија? Тоа е работниот наслов што јас го предлагам да биде во продолжение, ова е прв дел. А имајќи факт дека забораваме на големиот македонски деец Крсте Мисирков во македонските работи, дека еден од главните стожери токму ова порака. Но не случајно се кажани тие пораки од македонските дејци, вклучувајќи го и апостолот Гоце Делчев, кој велеше Македонија, односно гледам светот како културен надпревар на народите. Никако да им влезе во црпките, да речем, тие кои велат дека се црпнати и не успеале да го запазат ова свето правило на Гоце Делчев и трампа, се обида да ја трампат Македонија за нешто што е бедно. Но не би се задржал. Ќе се вратам на Мисирков и неговото свето правило. Ова тема ќе третирам како прв дел, реков, со мојата и вашата соговорничка, господјата Анастасија Илиевска, поранешен директор на УЈП. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Драго ми е што денес, поточно вечерва, ќе имаме можност да си поразговараме на некои теми кои што сте многу важни за секој еден граѓанин во нивното секојдневие и се надевам дека од сето тоа ќе извлечеме некои суштински заклучоци кои што ќе ни помогнат не од утре, не од задутре, туку од сега веднаш. Секако јас се согласувам. Интересен лик во секој случај како соговорник. Се занимавте со многу и бевте во македонскиот политички амбиент во повеќе наврати на различни сектори. Ајде накратко ни каже кај бевте до сега распределени? Како функционерски места, државен секретар во Министерството за внатрешни работи во периодот од 2014 до 2016 година, во период кога прв пат во Македонија се донесе тој закон за техничка влада, кога имавме шарена револуција по улиците на Република Македонија и уништување на државен имот, секако и имаше и палење на канцеларијата на председателот, значи такви хулигански однесувања од страна на народот, на дел од народот кој што беше инструиран под името шарена револуција. Истовремено имаше емигрантска криза во која што преку Македонија на дневна основа транзитираат некаде околу 8.000 лица во просек, со која што многу добро во тој момент владата и Република Македонија и институциите кои што беа така се справија. И комплименти добија, меѓутоа само со зборови, не на дело, да речем, да возвратат нашите пријатели. Верувајте дека на сите тие состаноци, буквално непосредни, беа честитките и благодарноста која што ни ја окажуваа високите представници на како на Германија, на Австрија, на земјите од Вишеградската група за она што го прави Македонија, заради тоа што Македонија беше браник на границите на Европската унија, а само во Македонија влегуваа мигранти на зелен појас, не на гранична линија, на зелен појас од земја членка во Европска унија и земја членка на Шенген зона. Меѓутоа, тоа е апсурдно. Само тапкање по рамеш, ние што навикнаме овие сите 30 на година. Видете, во историјата тоа ќе остане како запишано, ги гледаме веќе негативните последици во Германија, во Австрија, во Шведска, за тој неконтролиран наплив и влез на лица кои што нивната идентификација беше несигурна и нивниот идентитет не беше вистинскиот. Да. Не само тоа, да бидеме јасни, медумите пренесува, експертите укажува дека сепак тоа е кујната на Сорос и кој беше главен протагонист за извршување на оваа иницијатива и другите шарени револуција од Северна Африка, да не речам, вклучувајќи Македонија, како шарено таа обоена револуција. Но ајде да одиме најпрви. Која е Анастасија Илиевска? Граѓанин на Република Македонија кој што
несебично, сака да даде се максимум од себе за подобар живот, да не испадне како флоскула, туку живот во кој што најпрви ние, како современици, ќе можеме да допринесеме за ова парче земја, но и да ги воспитаме сите идни генерации во тој дух, дека ова парче земја е свето на земјинава топка и дека мора да направиме нешто заради тоа што нема да бидеме мирни кога ќе ни бидат одброени деновите. Да. Фамилијарен статус? Во брак, мажена, многу млада, со 2 возрастни ќерки, на кои што сум многу горда. Имам прекрасно семејство, но и прекрасна, поширока фамилија. Ми спомнеме имињата, може ли? Да, сигурно. Мојот сопруг Гоце, децата Александра и Андреја, мајка ми Снежана, брат ми Александар. Што професија има Гоце? Гоце е бизнисмен кој што цел живот го помина во приватен сектор, се занимава со многу поубава работа од политиката и се занимава со мода, значи продава брендирана облека, како спортска, така и модна. Со текот на годините сето тоа мигрира од еден вид во друг вид. Угостителски објект огромен кој што своевремено работеше многу одлично и го собираше младиот свет, но и беше задолжен за тој ноќен или забавен живот на младите во Прилеп. Да. Вие сте прилепчанка, така? Да. Најстрашни мигови во животот? Сигурно раѓањето на моите ќерки. Колку не бев тоа што сте денес, што би сакале да бидете или дали се кајате? Сакав да бидам новинар. Да? Да. Сакав да бидам новинар, се до 4-та година средно образование се занимавав со новинарство во радио. Многу ја сакав таа дејност, таа професија. Од 7 одделение до 22 години уредував емисии кои што беа од културен и од забавен карактер, претежно за млади. Јас како средношколка и млад човек третирав теми кои што ги засегнуваа младите и секако организиравме настани, ова ви кажувам, значи пред 90-тите години се случуваше. Тогаш немаше многу угостителски објекти и анимацијата на младите, животот на младите се сведуваше на организирање на одредени културни манифестации, приредби, дружења некои спортски и така натака. Но новинарството ми остана така како една чивија да кажем и секогаш новинарите ми се ги чувствувам како многу блиски за разговор и буквално многу ми е пријатно во друштво на новинари. Предизвик ми е што го слушам тоа, меѓутоа да бидеш денеска новинар е секако треба да се откажеш од се за да постигнеш она што треба. Но како и да, кои македонци од историјата и сегашноста ви се предизвик и потик? Гоце Делчев. А во денешно време? Кочо Рацин исто. Кочо Рацин, веднаш после Гоце Делчев, Кочо Рацин, значи филмот кој што имавме можност да го гледаме скоро, сум воодушевена од интерпретацијата и она што ни го долови младиот актер, Александар, чинам дека се викаше, и како некој се потрудил на толку непосреден начин да ни го долови ликот на Кочо Рацин. Меѓутоа, и тука имавме опоненти, критизери и така неколку... Да, секој од свој аспект, секој што се станува збор за Македонија, некојаш ни одговара. Тие личности се во нашиот код на генот. Што најмногу ве радува и ве прави среќна и што ве нервира и ве прави тажна? Ме радува кога ќе можам да го помина денот 12 часа создавајќи нешто. Кои места Македонија ви се најмили и би сакале да ги посетите и зошто? Прилеп секако на прво место, но многу го сакам Охрид. Најмилена песна или филм со кого во дует бија испееле таа песна или го гледале тој филм? Секако не мора да биде македонска. Ваш избор.
Сакам многу Тина Тарнер. Заветна. Ако би бирала, ако продолжам, сигурно 10 би имала. Прашање со оглед дека тоа ми е Сигурно ова изненадување. Изненадување на колку сте вешта во кујната и кој е шеф во кујната, вие или сопругот? Или Јас, тоа е моја територија. Гостите кажуваат дека се задоволни од храната, домашните секако. Сакам да правам вечери или ручеци, да собирам многу народ на маса, сакам да уживаат во храната. Последните години гледам тоа да биде некоја здрава исхрана, тоа не значи дека само марулка и рукола се јади, туку помалку бело брашно, помалку шејкери. Имате овој прилепски специјалитети, меѓутоа тие спаѓаат и тешка храна или како? Да, и се обидувам традиционалната храна да ја некако модифицирам на современ начин, заради тоа што традиционалната храна сметам дека е малку поздрава за човечкиот организам, но доколку се аранжира и се припреми на малку посовремен начин, дека ќе биде попримамлива за гостите. Не случајно е магазин, затоа сакав моите гледачи да ги запознам со моите гости и на крај што совет би им порачале на луѓето? На луѓето многу треба да работиме, многу треба да се посветиме и многу треба да собериме сила длабоко во нас, сите ја имаме, да ја земеме од петиците, да ја повлечиме и да создадеме подобар живот. Така. Рекоме дека ова е вечерен магазин и затоа сакав да дадем еден приказ за согорникот, но верувам режијата ќе може да го подвоти краткиот джингл, со оглед дека ќе почнеме со вториот дел од емисијата, зашто и рековме наслов така го дадовме. Режи, одиме со джинглот и се враќаме веднаш во студиото. И како реков, одиме со вториот дел од работниот дел од вечерашниот магазин, а тоа е врзан со насловот. Госпожа Илиевска, Џон Кенеди ја даде таа своја историска порака, доста што барате од државата, што би направиле. Да. Нашиот деец Мисирко вели што направивме и што треба да направиме за однапред. Вие сте дел на политичкиот амбиент на ВМРО-ДПМН, со оглед дека тргнавте во акција, да речем, да го присвоите гласот на народот. Јас сакам, верувате ми, кај што седите вие, по кој пат спомнувам, не е како хендикеп, како само штендашка нарвучение до вашите колеги од другата страна, не на барикадата. Македонија доживам како една партија, Македонија не е како партија ова, лева, десна, но тешко наидов на разбирање од припадниците на СДС и ДУ и така натаму, верувам после овие пораки ќе дојдат. Затоа верувам дека ќе и разбавте пораката. Што направивме и што треба да направиме за однапред. Дали треба да дојдете на политичката сцена, имајќи факт дека имате голем рейтинг, 1:2 во однос на вашиот опонент, некаде велете и 3. Дали тоа ќе биде едно исто, или да речемо на Сејаше Куртоз, Јаше Мурто, што викат, дека ќе се повторат повторно истите работи кои што досега ги видовме? Најпрви една мала сугестија во најавата, во делот кога кажавте тргнавте за да ги освоите гласовите. Не тргнуваме сега, ние веќе наназад години Во континуитет сте. Во континуитет работиме за да понудиме решенија за одредени проблеми. Знаеме дека поминавме низ многу кризи, како здравствена, енергетска, економска криза, и во сите тие кризи преку инструментот собрание, поточно преку институцијата собрание, преку претениците, беа нудени постојано одредени законски решенија кои што ќе помогнат да се надминат поуспешно тие кризи. Кризата доаѓа и кризата поминува. Колку успешно ќе се справи владата со кризата и колку ранети ќе излеземе од тие кризи е вештината и умешноста на владеењето. Тука како опозиција претениците нудеа решенија во одредени кризни моменти, но ниту еднаш власта не се одважи да ги прифати тие предлог законски решенија кои што беа во интерес не само на стопанството, најпрви на граѓаните на Република Македонија, за полесно
да ги поминат кризните периоди и да го задржат што е можно на повисоко ниво животниот стандард. Ќе ми дозволите една режија и режијата ќе ја замолам. Го слушнавме вашиот председател на партијата, господинот Христијан Мицкоски, кој најави како ќе биде, тоа е една мала секвенца од програмата, па ќе искоментираме. Режи, одиме со првиот прилог. Во парламентот слушавме пратеничка од Алтернатива, која што јавно кажа на говорницата дека за време на ноемвриските настани во 2021 година македонската влада ја составувал Еди Рама и член од семејството на Адем Јашари. Që prej kryeministrit shqiptar Edi Rama, antarët të familjes Adem Jasharit, duke bërë kapërcime nga opozita. Владата на СДСМ во тоа време и ДУИ ја составувал Еди Рама и член на семејството Адем Јашари. Да, пораката беше апропо како се инкорпорира, односно како се наметнува октрирана политичка власт во државата, тоа сме сведоци на тоа што не се случи во изминатите 7 години и покрај тоа што ДУИ како коалиционен партнер му сврте грб на ВМРО-ДПМН и влезе коалиција со СДСМ со една единствена цел како да се смени името на Република Македонија. Но во контекст на сето ова недостатство само ја ќе појаснам една интересна порака на вашиот председател, лидерот на ВМРО-ДПМН, кој е најинтересна порака, тоа е несување на Рамен Данок. Тоа е голем предизвик. Дали можете тоа да го сторите? Она кое што го најавуваме, најпрвен председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски и она кое што се припрема во делот на програмата која што ќе ја понудиме на граѓаните на следниве председателски и парламентарни избори, е сериозно и е направено со анализи, испитувања, предлози од голем број на професионалци и нешто кое што може да се спроведи и нешто кое што ќе има позитивни ефекти. Торбата наречена буџет и новинарите така илуме да ја наречеме и со оглед дека експертите по економски науки така минуваат и да го спомнат буџетот, бидејќи се спомнува дека таа торба се влева од секакви финански приливи, на основа на даноци и се тоа. Видовме дека со една честна политика на водење на политичката власт, да речем, функција, народот може да ги придобие тие финансиски средства во нивна полза, како што спомнавте. Од друга страна имавме за овие 6 години, госпожа Анастасија, 36 милиарди евра буџет, што е голема бројка, ако можам да кажам, а не видлива во просторот. Ни по капитални инвестиции, ниту развоен проект. Што ќе додадете на се тоа? Дали треба да се злоупотреби искреноста на народот и да се донесе Македонија во ваква ситуација во која се наоѓаме денес? Најпрвен во врска со прилогот, некој ќе си ги пушти нозете онолку колку што му е чергичето. Значи, ако некој во државата дозволи да се меша некој друг, ќе се меша. Така. Секогаш постојат желба некој да се замеша таму каде што не му е ниту местото, ниту времето, ниту функцијата, но ние сме тие, значи владата, институциите, партиите, кои што ќе му кажат до тука ти е местото, понатаму не. Со народен вординг, поточно речник. Кај рамниот данок, да не го прескокнуваме така брзо, она кое што го нуди ВМРО-ДПМН во програмата, е нешто кое што претходно го имаше спроведувано, а тоа е оданочување на физичките лица сите со подеднаква стапка. Знаеме дека СДС дојде со програмата, дека тие ќе има прогресивно оданочување, поточно нивната позната флоскула беше дека богатите ќе се оданочуваат повеќе, а сиромашните помалку. И знаеме дека и Тефтовски, и Бранимир Јовановиќ, и Нина Ангеловска, и сите понатака министри беа застапници на таа идеја и тој закон за прогресивно оданочување го донесоа. Но
после неполна цела календарска година, кога вие и реално не можете да ги видите ефектите од донесеното законско решение, вие го укинувате. Поточно не беше укинато, туку ставено во мирување. За да крајот на 2022 истото тоа законско решение целосно се укина. Значи се враќаме повторно на она кое што владата на ВМРО ДПМНЕ години наназад го имаше спроведено, поточно рамно одено чување. И воведување на ниски даноци. Значи, кога некоја власт или влада доаѓа и има мандат, не треба да ги укини сите проекти и се она кое што дотогаш било направено, да се поништи, за да се направи нешто друго, се со цел да се покаже дека ова не било во ред. Не важи, не е директно наш проект. И гледаме, да, така е. И гледаме дека државата и народот во државата ги трпи последиците од таквото однесување 7 години наназад. Значи, најпрвин со рамниот данок во делот на економијата и после нивно својствено ретерирање. Значи, носат одлуки и ретерираат. Предлагаат законски решенија, ретерираат назад. Во некоја предлог, одлука или законско решение која ги опфаќа одредена категорија на луѓе, гледаат дека тоа нема никаква логика, па се враќаат назад. Или ги додаваат останатите целни групи. Значи, цело време имаме тргни, застани, врати се, поништи, пречкрте, избриши, скини листи, така натака. Една несигурност која што ја почувствува цело општество, во општеството целостопанство и во целостопанство како последица на тоа граѓаните. Несигурноста ја уби надежта во Македонија. Ке граѓаните надежта ни треба. Затоа викам, ни треба силата длабоко во нас што е да извлечеме на површина и да се избориме за можноста да направиме подобро утре. Доктор Христијан Мисковски тоа го испрати као порака во Велес на трибината, да. И не случајно намерно тргнав со таа порака, да. Имајќи факт дека како поранешен директор на Управата за јавни приходи, познато ви е дека фактички вие сте главниот стожер за обезбедување на финансиска потенција во државата за реализација на сите развојни проекти кои очекува државата. Од друга ситуација во Македонија ме таков случај или елдорадо за криминал, корупција, непотизам, кој докажува фактот и во голем број извештаи, како на Европската унија, така и на Соединените држави, нашиот стратешки партнер. И на крај ќе завршам со овој коментар. Постои нека небулоза да се носи некој закон за рестриктивни мерки. Да. Што е тоа дно на дното, да речеме, во секој случај. Дали ние као држава покажавме, верувам дека ќе се согласите со мене дека несериозно во делот на владењето со правото, менаџирањето со државата, имајќи факт клиентелизмот, се тоа што го набрив, е резултантот денеска да бидеме држава на подсмев. Многу ми е жал и чувствувам лутина за степенот до каде што ја доведоа состојбата во државата. Најпрвин спомнавме во економијата, потоа во делот на правдата, делот на стопанисувањето, во сите сегменти на општественото живење. Ја доведоа државата и институциите и владењето на правото до тој степен, буквално да имаме најлоши извештаи. Видете, обиди за релативизирање постојано има во медиумите. Но граѓаните го чувствуваат тоа, уште пред некој да нотира нешто во извештаите. Уште пред да биде нотирано во извештајот на Светска банка, на Европска унија и така натака, граѓаните го чувствуваат. И сивата економија, и корупцијата, и немаштијата, и инфлацијата, и се она кое што го проживуваме овие 7 години. Она кое што го спомнавте, дали државата има капацитет да ги носи со тие приходи сите оние капитални проекти кои што се планирани. Управата за јавни приходи, поточно од делот на даноци и придонеси, дури околу 70% се полни буџетот во делот на приходите.
70% е еден огромен, сериозен дел кој што треба да се реализира, да се оствари, се со цел да можат другите институции и другите министерства да ги реализираат проектите. Што е она што сите овие години наназад не го гледаме? Значи, ако одиме за Прилеп, ние знаеме во која фаза бил патот на реконструкција до Прилеп. Ако одиме до Охрид, знаеме тој пат во каква состојба бил, колку се работи на него минатите години и во каква состојба е сега. Значи, сето тоа е визибилно. Јас знам во училиштето каде што учат моите внуки, дали има спортска сала, дали има нешто реновирано од пред периодот кога учеле моите деца. Сите ние во околината ги забележуваме инвестициите кои што ги прави државата. Да. Тие капитални инвестиции. Пред извесен период, пред 2-3 недели, се кажа еден висок процент на реализација на капитални расходи. Тоа значи дека институциите реално создавале нешто изминатата година, а ние не можеме да го видиме. На граѓаните животот не им е подобрен во делот на здравство, во делот на образование, во делот на земјоделие, во делот на инфраструктура и да не редам и така натака. Значи, ако ние не го гледаме од каде се тие проценти, процентите се бројки. Затоа викам, граѓаните ги почувствуваат најпрви состојбите во државата пред да бидат тие нотирани во извештаите. И ако кажете вие како министерство дека имате процент на реализација на капиталните приходи, капиталните расходи од 70, 80 или 90%, тоа не е така, заради тоа што таа реализација е од делот на на ребалансот што е направен, а не на буџетот кој што најпрвин бил донесен. Со намалување на ребалансот, автоматски имате вие поголем степен на реализација. И уште една појава која што минатата година често од нашата партија се споменува, се субвенциите кои што беа дадени на ЕСАМА и на јавното предпријатие за државни патишта, кои што се нотираат како да се капитални инвестиции. Значи, субвенционирањето на тие предпријатија се книжени како да се капитални инвестиции. Нешто за сивата економија, таа е зголемила се процент, сега е околу 38, така? Така е. Кој што води се тоа? Да. Уште еднаш ќе се навратам на гледачите, може би не му е битно и ништо не му значи 33% или 38%. Она што е видливо, она што го чувствуваме во нашата околина на секојдневие, е зголемен процент на сива економија, присутност. Знаете, во износ како би споредувале? Годишно државата, сивата економија ја чини колку автопатските делници коридорот 8 и коридорот 10. Сега што е проектиран план. Ја чини колку во текот на годината да се изградат 4 клинички центри. Или да ги обновиме, да ги реизградиме наново сите училишта во земјата. Ете толку опфаќа сивата економија што е сега присутна во овие 7 години изминати, да речем. На годишно ниво зборувам. На годишно ниво зборувам. Значи, тоа се многу автопатишта. Да, тоа се многу автопатишта. Тоа се многу патишта. Но видете, болници. Реално во нието една економија нема 100% да нема сива економија. Значи, само степенот и колку вие ќе се обидите со механизми истата да ја намалите, се со цел заради тоа што ви ја загрозува реално средината во која што фирмите и компаниите кои што се регистрирани, кои што плаќаат на државата даноци и придонеси, им ја уништува таа комотна средина. И тие автоматски не се конкурентни компаниите, заради тоа што кај нив цената е многу повисока, заради тоа што дури околу 50% или 60% отпаѓаат на давачки кон државата. Кој треба да ги брка тие криминални активности? Секако јавното обвинителство, така ли? Како институција со органите на прогонот. Ако зборуваме за сива економија, институциите како Министерството за економија, Министерството за финансии или
институциите кои Општо што се криминалот, под нив. корупцијата и се Значи, тоа. тоа е една голема соработка, една мрежа на институции, како Пазарен инспекторат, Управа за јавни приходи, Царината е тука, финансова полиција, се сите тие институции кои што имаат надлежности ограничени, секој во својот домен, за да ја контролира сивата економија и секако владата, Да, госпоѓа доаѓајќи Илиевска, со своја програма за... Госпоѓа Илиевска, мене ми пречи намалување како на интелектуалец сивата што мене, нашиот стратешки партнер, да ни укаже преку нивни методи, нивни истражувања, дека во Македонија се случува грабеж, огромен грабеж, криминал, корупција, непотизам и да излезе со еден документ, фермен, ја го викам Катил Ферман, преку барата, на црната листа. Од друга ситуација имаме ние институции во системот, кои се правда, како што рековте, да не ги набројам, кои им е нивна задача тоа да го сторат. Колку тоа е сериозно за една држава која претендира да биде членка на Европската унија? Знаете како, релативизирањето на проблемите и избегнувањето истите да се решаваат, ја доведе ситуацијата, затоа ви кажувам дека сум многу лута и гневна зашто е доведена оваа ситуација во Македонија. Се доведовме во ситуација во странски земји да ни укажуваат дека веќе вие сте ја допреле црвената линија. И потоа, или под таа линија. Или повеќе од тоа. За мене е прилично сериозен и извештај на Државен завод за ревизија и препораките кои што се содржани во него за секоја една институција и исто така препораките и записниците кои што, мислам, нотираните забелешки кои што ги носи Државна комисија за спречување на корупција. Еве имавме најфрешко, да речем, пред некој ден, господја Билјана, Да, веќе составот да, се измени вчера, дадоа заклетва новата екипа, но укажа дека на господинот Талјат Џафери повеќе му одговара да плати глоба околу 300 евра и понатаму работата, твоите злоупотреби или, да речем, грешки во чекорите, да си ги продолжи, си ги прави, да си ги работи. Од друга ситуација, таа ситуација, јас бев прилично така негативно изненадена од таквиот ноншалантен однос на функционерите. Значи, анкетен лист до Државна комисија за спречување на корупција поднесуваат лица кои што се избрани или именовани. Значи, избрани на локални или на парламентарни избори и именувани од страна на одредени на владата. Значи, сите функционери се тука. Да. Секој еден функционер со стапувањето на функцијата треба да поднеси анкетен лист и изјава за интереси. Едниот документ се поднесува само до Управа за јавни приходи, а другите два документи се поднесуваат до Државна комисија за спречување на корупција. Сега, сите ние на нас имаме имот и сите во семејството имаат некаков имот, движен или недвижен. И тој треба... пречи да ги поднесат? Значи, зошто е тука симптоматично? Така? Сакам да дојдеме до главната точка. Што е тоа, што е симптоматично? Ако имате нешто да скриете, нема да поднесете анкетен лист. Или ќе се обидите некако да го скриете. Но, нема можност да се скрие ако го поднесите до Државна комисија за спречување за комисија, заради тоа што тоа вие вас законска обврска. И што ќе речат граѓаните кога вие како некој кој што сте избран или наименуван, вие сте лицето на таа влада и должни сте да дадете и вие треба да дадете најпрвин еден со вашето однесување пример за секој еден граѓанин. Што се случува? Ако вие не поднесувате анкетен лист, секој еден граѓанин, впечатокот негов кој ќе биде? Дека вие нешто имате да скриете или се обидувате нешто да изманипулирате. А граѓанинот е тој кој што се чувствува дека е изманипулиран. И на одредени јавни функционери полесно им е да си ја платат прекршочната глоба, таа многу помалку ги чини, отколку некој да види со каков имот располага. Многу лоша ситуација и најпрви непочитување на институциите.
Ако вие имате јавна функција, вие мора да ја почитувате, не само институцијата кај што сте назначен, туку сите други институции. Вие мора да го почитувате она што е пропишано во закони, за да им давате еден пример на секој еден граѓанин. Видовме дека изминатиот период Државна комисија за спречување на корупција малку различно се однесуваше. Кога првите години беше некако малку потивка и да кажам сервилна на власта, се до моментот додека не почна она јавно препирање со одредени функционери, но и кога не им обезбедува... Артан Груби беше пример кога не им обезбедува услови за работа. Така. Значи, како на просторни услови, па ги сместија, па ги избрка, па за одредени технички средства кои што им се неопходни да си ја работат. Значи, на тој начин некој се обидува да ги сопре во нивното делување, се до моментот додека последниве години видовме дека беа прилично транспарентни и укажуваа. Но Државна комисија за спречување на корупција е комисија која што во своите надлежности дава препораки, но и оние препораки и забелешки понатака треба да продолжат да се спроведуваат во институциите кои што понатаму се надлежности да преземат одредени действија. И сакам само да го потенцирам бројот. 56 предмети поднесени од ДКСК до јавно обвинителство. Само 2 од тие да бидат спроведени и само една да има судска пресуда. Е бројка која што не треба некој извештај да ни ја алармира, туку сами треба институциите да се страмат од нивната нефункционалност. Значи, кочењето на одредена институција да не си ја работи работата и исто така она кое што со огромни маки се потрудиле да го констатираат и да ви го дадат за да го разгледувате, а ниту еден од тие предмет, само еден поточно, да биде со судска одлука е навистина загрижувачки. Јас не случајно го спомнав Артан Груби, беше тоа дискредитација во секој случај на членовите на Државна комисијата за спречување на корупција, која со еден збор рече тие се само декор, немаат никакво значење ни улога. Но ајде да одиме на начинот на избирање на главен државен обвинител. Еве вчера имавме прилика да видиме во собранието реакции од опозицијата. Поточно тоа беше госпоѓата Мизрахи, Решела Мизрахи, која беше директна и прецизна во оценувањето како се избира државен јавен обвинител. Рејде, одиме со прилогот, ве молам. Мене ми е навистина жал што го преседавте денот овдека, меѓутоа ни вие, ниту еден представник од мнозинството не се уважи да го представи кандидатот за обвинител Лупчо Коцевски. Сега не знаеме ни каде е сивито, ни кој е овој човек воопшто. Ова почитување, како и гласањето на уставниот судија претходно, не е проформа и наивен избор на лица, како например локална пилјарка. Се работи за бирање на многу битни функционери со мандат од 4 до 8 години. Каде е тоа мнозинство кое што се бори за правда и мир? Нема мод мнозинство во оваа сала во текот на целиот ден, како да сте добиле некоја команда па ќе се прибирате сите овде како ќе треба да се гласа. Ама никој не образлужува за кого пред тоа ние дискутираме и кого ќе гласаме овдека. Битно е 61, нели? Во име на давање на coverage за целокупниот криминал од 7 години, така? Ќе наместиме суди и обвинители и понатаму ќе се покриваме за криминалот кој што го спроведувавме 7 години. Заменик министерке, не туку не слушајте, реагирајте на било каков начин. Овдека се зборуваше пред 7 години многу за правда и мир. Епа П немате од правда и М немате од мир и тоа се и меѓународните извештаи кои што се на ниво на резил. Како странците да се обидуваат повеќе да не штитат од самите себе. Резил од држава и резил од систем. Банкротиран никаков систем. Ги издробивте институциите. И сега од криминалот со кој што се напумпавте ќе може да чекаме 61 само за гласање без да образложиме зашто и за кого станува збор овдека. Треба да се договорите меѓусебно, колеги од мнозинството, дали воопшто сакате држава. Се повеќе изгледа дека вие не сакате држава.
Вие сакате да се товарите и така во циклуси од 4 до 8 години, нели ВМРО режимот ово оно, ќе се товарите пак, ќе си бирате обвинители, суди, ќе ги местите на функции за да нема држава, за странците да ни кажуваат кои ни се поените, дали сме 0 или 0.1 во раст на било каква позиција, и имаме јавно мислење за 1% доверба во обвинителството. 1% доверба. Во превод, нема доверба, ниту во вас, ниту во обвинителството. Сега честитки за храброста на господинов кој што се нафаќа да биде обвинител. Заменик министер ќе исто така да ви известам, како и целокупната јавност, дека извештајот за работата на јавните обвинителства на Република Македонија во 2022 година, изготвен во јули 2023 година, во 2024 се уште не е разгледан во собранието. Не е разгледан. Јасно, гласно и директно кажано, како поранешен државен секретар на МВР ве прашувам и како поранешен директор на УЈП, докаде водат вакви небулози, вакви негативности што ја дефинира и ја организира актуелната власт на заменување, некој вика, на исчезнување? Ова се случува од највисоко ниво, како вчера што видовме пратеничката Рашела што го спомна овој случај, до најниско ниво, каде што се вработуваат лица без соодветно образование. И напати ние да не ни чуди некој со медицинско образование па да биде запослен во царина и така натака. Значи имаше и такви случаеви, но она кое што сакам да го потенцирам овде е дека не се институциите тие кои што и вработените во институциите кои што реално ја доведоа ситуацијата на ова дередже. Секогаш рибата мириса од главата. Значи, оној кој што води, оној кој што менаџира, оној кој што е прв човек или еден тим на луѓе кои што се во институциите, тие ја диктираат политиката. Мене ме загрижува кога вработените изготвиле стратегии, еве, например, за стратегија за сузбивање на корупција, вработените се потрудиле и изготвиле стратегијата, но стратегијата за сузбивање на корупција изминатите 2 години, предминатата година е реализација само 20%, минатата година само 10%. Тоа е како воопшто да немате никаква реализација. Значи, некој го има општеството ставено во едни пранги, кои што пранги ние треба со сите сили заедно да ги ослободиме и да можат институциите во делот на нивните надлежности да функционираат. И ако ДКСК или Државен завод за ревизија по нивните извештаи има одредени симптоматични моменти, тука има јавно обвинителство, кое што јавно обвинителство не само по такви извештаи, туку и само и по допрен глас треба да ги испитува така е, да ги ревидира, да ги испитува ситуациите во одредени институции, одредени процеси, одредени компании, така натака. Значи, постојат институции, добра регулатива имаме во законите, но истата треба да се спроведува. Бев замолен и од дел од вработените во компаниите, на думите пренесуваат, се земам за право, да го спомнам тоа. Меѓу другото се работи за компании златни кокошки во Македонија, како што е се МЕПСО, како што е Елен, електростопанство сега, каде што коалициониот партнер на СДСМ или главниот шеф на СДСМ Дуј ги веднаш инкорпорира своите роднини, еве податоци имам што думите пренесува, од 2016-17 вработиле 30% процентуално на бројката која сега во МЕПСО изнесува околу 600-650 со несолвентни кадри. Значи, таму имаме, простите ми, информациите проструира дека се работи за сладкар, па потоа бил некој позорникар, па на крај да биде раководител на сектор. И тоа се случува еве и на крајот и во парламентот, кога треба да се донеси одлука за јавен обвинител. Значи, тоа е постојано изминатите години. Несоодветни кадри со несоодветно образование се ставаат во институциите. И кога вие имате претходно мотивирани вработени, на тој начин, со донесување на несоодветен кадар, ги демотивирате и тие кои што работеле.
И тука од јануари имате две штети, да, правите. само да докажеме, од јануари, денеска сме 9 февруари, 70 вработување, во истата инкомпанија, од кои 30 се албанци, представници на ДУИ, а 30 се македонци. Така. 40 албанци, 30 се македонци. Докаде води се тоа? Тој диспаритет, дискрепанца во секој случај на несолвентен, неквалитетен кадар, па да залутат во енергетскиот сектор, каде што Македонија час поскоро треба да се справи со таа криза, енергетската криза. Јас не можам да го оправдам и не можам да си го објаснам однесувањето на владата да дозволи ваков вид на вработувања, а вработувања во здравството на неопределено време на лица кои што години наназад, значи станува збор за години наназад, кои што работат со договор на дело и истите при тоа немаат здравствено осигурување, а работат со пациенти во средина каде што има секакви болести и треба да се лекуваат, така, и треба да се лекуваат во приватно здравство. Значи не можам да си го објаснам негрижата и немањето на совест за вакво однесување. Со оглед како политичка партија имавте дефинирана, проектирана програма со која ветувате дека ќе вратите довербата, достоинството на секој граѓанин во Република Македонија и породи и по државјанство. Збориме како македонци породи државјанство. Имајќи факт дека не се работи, знаете што, половите јас ги имам доста простудирано и верувам дека вистината е на страната на опозицијата, бидејќи со ваквиот начин на политичко неоднесување македонскиот народ веќе бега во странство. Младите ја напуштаат државата. Тоа е фрапантна бројка, господја Анастасија. Фрапантна бројка која ќе остане Македонија држава на старци. Каде што имаме белата чума и натаму царува. Не се решаваат за брачни заедници и се тоа. Дали се тоа ќе го фрлите води, ќе редефинирате ситуацијата, се врати до вербата и волјата за живот во Македонија? Мора. И сигурна сум. Сигурна сум во капацитетите што ги има ВМРО ДПМН и коалиционите партнери. Сигурна сум во намерата. Сигурна сум во вербата на председателот и на цело раководство на ВМРО ДПМН во посветеноста и во желбата да се направи во секоја една област од општественото живење, заради тоа што овој канцер е раширен насекаде. Е метастазиран во секоја сфера, да не ги спомнувам повторно. И она кое што некој не може да го издржи, а има можност да замини одавде, секој еден ја користи приликата. Сега, тука на долг рок треба сериозна политика, најпрвин за задржување, но и за мотивирање на капацитетните кадри да се вратат. И ова не е научна фантастика. Може би сега звучи така, заради тоа што е таков трендот, но верувајте дека има можности и има механизми. Но она кое што како тренд би сакала да го посочам е олеснувањето на можностите за добивање работна виза во Германија и во западните земји, заради тоа што истите се соочија со една ситуација на лицата кои што 2015 и 2016 мигрира во тие земји, кога знаеме дека таму Welcome Refugees и беа отворени портите, се до моментот додека не ги сватија во Франција кога се случи во Париз тој нападот, се запали црвеното светло. Заради тоа што не транзитира само лица кои што доаѓаа од Сирија, туку почнаа да транзитираат лица кои што доаѓаат од Афричкиот континент и така натака. Нивната намера за работа и за вклучување во општеството е поразлична од онаа со која што одат нашите од Македонија или од Западниот Балкан, да кажам. Тие се високо образовани кадри, поточно високо образовани кадри се македонците кои што одат кои што заминуваат од Македонија и одат во Германија. Република Македонија троши илјадници евра за да едно дете стигне до лекар
по општа медицина или лекар специјалист. Илјадници евра се тоа вложени во таа личност. Како готов производ. И ние како земја, Македонија, мала и многу посиромашна, со бруто домашен производ по глава на жител помало од колку Германија, му го даваме како готов производ на западните земји. Што со две раце ќе го прифати, ќе го превземе. Но, гледајте ја ситуацијата. Тие лекари години наназад се со договор на дело, земаат скоро минимална плата, без здравствено и без пензijско осигурување. Нивната неизвестност, тие млади луѓе, тие сакаат да засноваат фамилија, сакаат да прошетат, да живеат, да се надоградат, да вложат во себе, во некое хоби или во образование. Тие можности ние, како влада, следна, која што ќе ги добие парламентарните избори и ќе формира влада, мора да им ја овозможиме. Не сакам и не би требало да го суспендирам цивилното општество и невладините организации, кои се еден од главните чинители на дефинирање на држава, современа држава, меѓу која и Македонија, за да бидам искрен, Македонија е многу далеко од сето тоа. Ја би само на режијата, тоа е еден прилог што го подготви, не е тоа прилог, тоа е еден приказ, Слободна Европа, сепак тоа истражуваше и донесе одлука, влезе во трага како партијата на ДУИ или главниот фактор во политичкиот амбиент, предводен од Али Ахмет и Артем Груби, поточно вториот, си ги раздава тие документи, тие парички од македонскиот народ во вредност околу 320.000 евра. Еве може да видиме одблизу овој приказ и ово е графички прикажано, може да го видите. Значи ова е истражување на Слободна Европа, глас на Слободна Европа, каде што убаво е кажано како рековте метастазира или тој октопод, кој се добивал по 10.000 евра грантови. Тоа се околу 5-6 невладини организации на ромска заедница, а останатото се од албанска етничка заедница, каде што, верувате или не, ова е вистински грабеж. И на сето ова, госпоѓа Анастасија, да спомне тие 300 и колку милиони илјади евра се дадени како поблиску до Европа, тоа беше од министрот за евроинтеграција и сега вице-премиер. Дали ќе се погрижите за се тоа? Мора да има контрола и мора да има анализа на се она на нас за што се потрошило, заради тоа што се тие средства од граѓаните. И граѓаните немаат добро здравство, немаат добро образование, немаат добра инфраструктура, заради тоа што недомаќински се пренаменувале средствата. Она кое што треба да се провери и да се види е зашто тие пари се трошеле и не е симптоматично доделувањето на помала мера е симптоматично доделувањето на средствата, но не давањето на отчет или донесување на извештај зашто се потрошени тие пари. Која е политиката за доделување на тие средства и е тоа на кое што треба во идниот период да се фокусираме и да се ревидира. Контролниот механизам мора да се зацврсти. Контролен механизам во смисла на кого се даваат средства, зашто се даваат, зашто се трошат, дали некој има извештај каде ги потрошил парите и кои се бенефитите од доделувањето на тие средства. Заради тоа што не е целта да се даде средства туку така, туку да се дадат за да може да има некаква продуктивност, нешто да се оплоди во општеството давајќи ги тие средства. Тоа ќе го видиме во следниот период, кога ќе имаме можност да влеземе во институциите и да се види, буквално тука е и фондот за иновации, ФИТР, кој што додели многу средства за буквално да речам смешни, банални проекти и други институции. Уште нема никаква разврска, да бидам искрен. Еве сега имавме можност денеска да слушнеме како Министерството за култура доделува средства на театри кои што се од друга држава. А домашните театри немаат никакви поддршки. Далеку помали од онаа што се дава на странска држава. Немам каде да го кажам. Морам во својата емисија, бидејќи јас сум тој пателец во секој случај. Јас сум 44 години во мас медиуми. Значи имам дело кое го напишав овие 24 години, да речем, како што е гласот на народот, имам
подготвен на книга, да речам, редакцијски ја средив, но не можам да го објавам. Тоа се се изворни информации како Македонија тргна по незиниот евроатлантски пат. Од друга ситуација, Министерство на култура, каде што јас се обидов, едноставно реджект. Докаде тоа? Дали тоа треба да има некој реваншизам? Дали тоа значи, и че скорисам таа маленкост мојата керка, што е избркана од работа 2018 година. Морам ова да го кажам во мојата емисија, бидејќи и балансерот, да, по народно србинка, меѓутоа има и таа право да биде вработена. Избркана од владата на Република Македонија. Дали ќе имате таков вид и вие реваншизам, или ќе бидете праведни и правични и нема да доведете ситуација да луѓето и граѓаните страдаат и да бидат жртви, колатерални штети, ако родителот има друг поглед на свет или се бори за македонската кауза. Знаете како? Простете, мораше ова да го кажам, бидејќи на друго место не можам да се го кажам. И кога се договаравме за емисијава, ви кажав дека на граѓаните, на луѓето, на гледачите име преку глава од негативни вести. Буквално немаме по една негативна вест во текот на денот, туку имаме по 5. Она кое што сакам да го пренесам е дека сите заедно, без реваншизам, без омраза, без негативна енергија, ние сите заедно мора да тргнеме кон вистинскиот пат. Ама правда мора да има за секого. Во вистинска смисла на зборот. Во вистинска смисла на зборот. Која е вашата порака, бидејќи влагаме во финале, со оглед дека реков вие започнавте ова серија, што ја кажаме од Крсте Петков Мистирков, режијата вие сакал да ја замолам да ја назначи темата на вечерашната емисија, таа ќе биде број 1, да подсетиме во секој случај изворно што направивме и што треба да правиме за однапред за Македонија. Ова е навистина надежно и очекувачки. Ова е нешто со кое што треба на сабаље да се разбудуваме, да одиме на работа, да го започнуваме денот и да се запрашаме на крајот на денот што направивме денес, за да не ни биде утре задутре криво дека не сме направиле ништо, дека сме дошле до моментот да се пензионираме, а не сме си ја искористиле можноста да направиме нешто за оваа држава. Ние сме тие кои што треба да направиме. Никој од надвор нема да дојде да ни ја подобри ситуацијата ниту во економијата, ниту во ни еден друг сегмент. Никој нема да ни донеси решение, никој нема магично стапче. Ние сите мора заедно со изгреј сонцето на 8 на 9 мај да си ги засукаме ракавите и да го направиме денот да ни биде подобар. И благодарам многу што бевте мој соговорник. Благодарам и вас. Беше чест и се надевам дека повторно ќе дојдете во вечерашното издание, како што вечерва се вика со Слован Томич, овој проект и у гласот на народот го канувам. И посакам добро здраве и успех и вам и вашето семејство. А вам, почитувани гледачи и лидери на политички партии, ви ги отварам ширум портите на вистинската телевизија Вистел, да бидете дел на оваа програма, на оваа телевизија, каде што и вие треба да ги кажете вашите проекции, а не да се заскривате под некакви други изговори. Отворени сме секојаш за вас. Бидете ми живи и здрави, се гледаме во вторник во нашиот вообичаен термин на интерактивната трибина Гласот на народот. Пријатна вечер.